Здраво, јас сум Давид, аплицирам за автолимарија, прв пат. За автолимарија, за сопствен бизнес да се развивам. Па очекувам повеќе придобивка. Работам, да, ама како непрофесионално. За подобри услови за работилница, па повеќе придобивка, повеќе успех. Ќе ми помогне, да, при развој. До сега си аплицирал или Прв пат аплицирам. Јас сум Илина Конеска-Милошевска. На овој проект се пријавив после 15 години моје работно искуство и ја користам ова прилика за да можам да ја реализирам една од моите идеи. Првична идеја ми е отварање на мултифункционален едукативен центар, каде што ќе се развиваат покрај едукативни вештини и вештини за иднината. На овој начин го спојувам Escape Room како првичен стартап, да речем, проект, кој што ќе резултира со ангажирање на деца. Можат да користат деца од 10 до 18 години, првична идеја, за да можат да ја применат нивната стекната вештина, логичко знаење, математика и сите стекнати вештини во текот на учењето, преку решавање на загадки, каде што нема да имаат контакт од телефони, нема да има од таблети, компјутери, на некој начин да ги отргнеме од електрониката, но сепак да го искористат тоа знаење стекнато преку електрониката, да ги решат загадките и да можат да ја напуштат собата, во која што според концептот остануваат заклучени од прилика до 1 час максимум, за да можат да ја решат загадката која што ми е зададена. Ова е прв пат вако вид на дејност да се 15 години искуство, каде претходно работевте и дали е ова новина? Ова не е новина во светот, не е новина ни за Македонија, во Прилеп го немаме. Имам искуство од 15 години како проектен менаџер, професор по италијански јазик и книжевност сум, така да на овој начин ги вмешувам моите знаења, вештини од едукација и менаџирање на проекти и исто така овој проект може да се користи за повозрастна група на граѓани, тимбилдинзи кои што ќе бидат прилагодени со загадки спрема струката и професијата која што ја работат во компаниите. И се надевам дека ќе најден одзив и интерес кај Многу значи овај грант. Ќе се развива логиката во овој случај, мислам, кај помладата генерација. Да, главна идеја е за решавање на загадките да можат да стекнат вештини учесниците, да размислуваат тимска соработка, бидејќи од 2 плюс членови, и логичко размислување под притисок, под значи бидејќи им те отекува време, за да можат да го искористат способностите. Добар е овај грант, што ќе ви значи? Првично помага за првичната идеја, бидејќи како што најавив тој мултифункционален центар за едукација, доколку продолжи соработката и гледаме успех, постојат повеќе идеи за едукација, работилници, отварање на центри дополнителни на тој центар, спортови со AR, значи уреди кои што во светот, па и во Европа веќе сега достигнуваат интереси надпревари спортски во исто така. Јас сум Никола Червенковски, Кривојаштани. Ние сме учесници во проектот, ланешниот проект. За што се работи по-конкретно, што отвориш? Што бизнес развивате и зошто? Фастфуд, ние отвориме фастфуд. Конкретно има западен стил на храна, доста успешен бизнес. Задоволни сме од самиот проект. Дали ќе препорачате вашите, бидејќи велите задоволни сте од ова, дали е ова добар чек? Да, би го препорачал, да, самиот проект е да се охрабрат младите да отворат нови бизнеси. И Зашто ги искористивте средствата кои што ги добивте како грант? за опремата, пред се опремување на самиот локал. Беа доволни? Беа доволни, да, се исплати, значи стварно има 20.000 евра. Ние сме содружници. Денес е последниот ден за аплицирање на една од најатрактивните и најдобри мерки. Тоа е мерката самовработување од оперативниот план за ова тековна 2026 година.
Денес ќе ги допосетиме центрите, тоа се поголемите центри за вработување во Прилеп и во Битола. Интересот е многу голем, презадоволни сме, навистина претежно млади луѓе до 29 години кои имаат многу добри бизнис идеи и планови и ги приложуваат во центрите со цел да аплицираат. Од она што го имам како информација до вчерашниот ден, значи исклучен е овој ден како последен ден, ќе ги имаме информациите кои ќе заврши. Имавме преку 5000 апликации на ниво на Македонија. Имајќи предвид дека оваа година немаат право да аплицираат оние кои имаат завршено основно образование, исклучува само тие кои имаат средно образование, бидејќи законот кај нас е со задолжително средно образование од подамна. Навистина бројката е огромна и сметам дека ќе биде скоро приближна колку и лани. Сметам дека Прилеп е еден од најактивните градови и центарот тука да ги пофалам со нивната работа, кои се доста транспарентни, тоа што може им помагат на луѓето како ако имат некои дилеми или нерешени прашања околу аплицирањето, а аплицирањето понатаму е нивна работа. Оние кои ќе имат најдобри бизнис планови, кои ќе освојат најмногу поени, понатаму влегуваат во процедура за избор и за земање на грант. Да повторам дека до 29 години лицата имаат грант од 10.000 евра, оние кои ќе бидат усвоени, оние кои имаат над 29 години 7.000 евра, ако се здружат во друштво со ограничена одговорност, тоаш две млади лица до 29 години 10 и 10 20.000 евра би зеле грант, а додека оние кои се над 29 години тоаш би зеле 14.000 евра. Новитет оваа година, морам да кажам, е тоа што можат да аплицираат и повратниците, се внесени во оваа мерка како можност за аплицирање со тоа што на грантовите кои се добиват плюс 10% попуст, односно се извинувам бонус. Така да ако е млад до 29 години и треба да добие 10.000 евра плюс 10%, тоа би биле вкупно 11.000 евра грант. Според вас како се одвива овој оперативен план во споредба со минатата година, веќе ќе почне од понеделник и втората мерка? Од овие центри кои ги посетивме одлично се одвива, посетивме многу низ Македонија, секаде има зголемен интерес, да ги пофалам прилепчани, кои се едни од најактивните и самата бројка овдека на околу 316 до овој момент апликанти укажува на тоа дека предизвикала ова мерка и оперативниот план голем интерес и да напоменам дека одма после ова мерка од наредната недела ќе следува уште една атрактивна мерка, а тоа е помош на правните субјекти за вработување, каде што исто така ќе се субвенционира вработување, посебно вработување на младите луѓе. И да не заборавиме, основниот приоритет на овој оперативен план на Министерството за економија и труд и владата на Република Македонија е да се вработуваат млади луѓе до 29 години, односно да постигнеме три основни цели. Прво да не ја намалиме невработеноста во Македонија, која морам да кажам е на историски најниско ниво од осамостојувањето на Македонија до денес. Исто така да овозможиме развој на локалната економија преку отворање на вакви бизнеси и секако многу битна трета работа е тоа да ги задржиме луѓето, посебно работоспособните и младите луѓе до 29 години да останат тука во државата. Веќе имаме повратници кои сакаат овдека да отворат. Има повратници, да, и за тоа поконкретно ќе ви кажа и раководителката тука на центарот, бидејќи има конкретни информации како прва мерка е за можност да аплицираат и повратници. Добар ден и од мене. Јас накратко ќе ја образложам постапката како се одвива со аплицирањето од страна на Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој, предприемништво и нова. Веќе беше подготвен приречник кој што ќе им помогне на апликантите при првичното аплицирање во Агенцијата за вработување, каде што ќе го пополнуваат прашалникот преку кој се прави првичната селекција. Сите апликанти кои што ќе поминат на таа првична селекција од страна на Агенцијата за вработување се доставуваат до Агенцијата и нова, каде што секој од нив е контактиран од наша страна и му се доделува юзернем и пасворд од платформа, каде што ќе може да одбере со кој од нашите советници сака да го изработува бизнис планот, а нашите советници бројат преку 300, од кои 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнис план.
Апликантите ја гледаат целосната експертиза на советниците и одбираат кој е најсоодветен за нивната бизнис идеја и заеднички го изработуваат бизнис планот, а во меѓувреме нашата агенција формира експертска комисија која што е претежно составена од банкари кои работат на кредитирање на бизниси и имаат огромно искуство во оваа област и понатаму тие ги евалуираат, ги оценуваат бизнис плановите и најдобрите од нив повторно се доставуваат до агенцијата за вработување каде што се прави последната комисија составена од членови од сите релевантни институции, сето тоа со цел да биде транспарентно и се носи конечната одлука за кој од апликантите ќе му биде овозможено да земе грант и да се започне собствен бизнис. Исто така апликантите мора задолжително да посетат 4-дневна обука која што исто ја организира агенцијата Инова, каде што дополнително ќе им се зголеми предприемачкиот дух, ќе се запознаат со оние основи за започнување на собствен бизнис, но и не сакаме да застанеме до моментот кога ќе го започнат својот бизнис, понатаму им нудиме менторска помош во време траење од 6 месеци, каде што нашите ментори ги водат низ процесот по јапонски стандарди, бидејќи се обучени преко Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA. Дали имате направена анализа на ефикасноста плани за конкретна мерката самовработување? Работат, не работат, ефикасни се, затворени се, има ли и ефект? Да, има ефект. Работа, дури ќе ве кажам дека има уште од 2007 година се спроведува проектот за самовработување, така што имаме ние фирми што од 2007 година што и ден денеска се успешни, што почнале со еден вработен, а сега дури имаат и 20, и 30, и 40 вработени. Значи ланските се... И ланските има голема успешност. Процентот е над 70 до 80%. Па тоа не го кажи вака целосно, вака комплетно. Има успешност, се задржуваат, процентот на успешност толку. Има успешност, да, бизнисите се задржуваат и се истрани, процентот е околу 80% на успешност и секако ги апелирам до сите да ги следат и останатите мерки кои што се надвор од оперативниот план, кои што ги нуди и нашата агенција, и Министерството за економија и труд, и Агенцијата за вработување и да аплицираат и на сите други мерки кои им се нудат за веќе постоечки бизниси. Одно што радува оваа година, што бројот на апликанти во споредба со ланската година е зголемен. Лани имавме 294, моментално до сега имаме 316 апликации во сите мерки. Можноста за аплицирање на повратничко странство убаво е што се користи, значи до сега имаме веќе 5 апликации, се надеваме можеби до крајот на денов ќе има уште. И радува тоа што веќе луѓето сакаат да формираат бизнис овде во нашава држава и да бидат успешни податам. Зашто станува збор? За какви бизниси мислам? Во кој главно најголемиот број апликации зашто? Најголемиот дел од апликации се во услужните дејности, претежно. Има дел производство на керамички плочки, производство на мермер, значи до обработка на мермер, има во IT секторот, значи има доста повеќе дејности. Цела листа да излези па да знаеме кој што точно во која дејност има аплицирано. Добро, да поздравам присуството тука на релевантните фактори по однос на оваа програма која што имаме, да си ги пофалам Прилепчани како и секогаш сме да речем ажурни и сме спремни, иновативни и креативни да отвориме свој собствен бизнис. Ги охрабрувам оние кои што аплицирале досега да ги следат насоките и од кои што ги даде и заменикот министер за економија и труд и непочитуваната директорка на Инова. И верувам дека од овие 316 апликанти досега, дека и ќе имаме зголемен број и дека најголем дел од нив ќе учествуваат, односно ќе добијат средства за да отворат собствен бизнис. Со тоа и затоа сум тука присутен да работиме на подобрување на пазарот на трудот, односно да имаме што е можно повеќе луѓе кои што се вработени, особено оние кои што сами ќе се вработат и со тоа, како што спомнаа и заменикот министер и директорката, ја намалуваме директно стапката на невработеност, таа паѓа се подолу и сметам дека во иднина Прилеп треба да биде општина која што ќе има 0% невработени луѓе.